Господине Заев, 27 април 2017 година ќе остане запаметено во историјата како една од најголемите колективни трауми во поновата историја на Македонија. Секој од граѓаните го доживува вака или онака, има сеќавања, се разбира, бидејќи настанот се случи само пред една година, но вие бевте посебна цел на тој настан и ме интересира што ќе правите сега во петок, дали на известен начин ќе го одбележите како роден ден втор ваш? Тоа лично за мене, заради тоа што бев таргетот или така? Лично за вас, ме интересира вашето лично доживување. Благодарам на прашањето, секако тоа е во промеморијата на Македонија останува од негативен аспект. Ние сме сепак земја на европскиот континент и ова е недозволиво никаде во светот, па ниту е во Европа, ниту во Македонија, но лично е врзано и со мене. Веројатно, јас сакам, така сугерирав на пиар секторот да одам во собранието. Ако може, влезам и во таа сала. Заедно со дел од луѓето што бевме таму. За да ја испратиме пораката дека мора да продолжиме. Институциите на системот мора да ја истерат работата до крај, ако сакаме да не се повтори. Секој пат казната мора да стигне за тој што се огрешил по закон. Таму имаме огрешени луѓе по закон, но многу е важно низ призмата на ваквите настани да учиме во колективно сите. Затоа што мала ни е Македонија. Од нас зависи како ќе ја престроиме и што тоа поуки извлекуваме од минатото. Јас верувам дека ваквите настани не смееме да ги заборавиме, мора да ги повториме во делот на потсетувањето што тоа лошо се случило во Македонија, за да испратиме пораката да не се повтори, но е секако и пораката дека животот мора да продолжи, Македонија мора да оди напред. Јас би отишол во собранието и таму би одржал пресконференција со внимателна употреба на зборовите кои што треба да стигне до нашата македонска јавност. Господине Заев, дали си таа вечер се исплашивте дека заврши вашето? Да. Јас сум обичен човек. Јас секоја секунда чекав да падне мојот живот и на моите другари, колеги, пратеници, сите што бевме таму. И тоа е веројатно многу нормално чувство. И кажувам, граѓаните видоа веројатно целиот материјал што излезе во јавноста, видео, слики, се 5-7 минути, колку е? 2 сата и 15 минути траеше ова. Секоја Божја секунда. Чекавме животот да падне. Заради тоа што тоа беше, знаете како да го објаснам? Еве сме биле млади, може во некој кафич, во некоја дискотека ќе се степате. И ќе бидете тепани или ќе натепате, млади сме били. Ова беше зло со целата ѓаволоштина истурена, толку видна омраза во очите на луѓе, јас не сум видел, со буквално ѓаволска работа. Во кој момент станавте свесни дека ќе се обидат да посегнат во вашиот живот? Кога гледате преку обезбедувањето, преку рамињата на обезбедувањето кои стојат пред вас и гледате тие луѓе таму кои што само чекаат чистата мета, буквално, они само чекаат да добијат чиста мета и да направат активност. Јас го гледав тоа. Не само јас, сите пратеници што беа околу мене, го гледавме целото тоа. И тука по полека стануваш јасен, ти станува јасно дека ова не е обичен протест и обичен револт, израз на револт, туку Не. Ова е планирана работа. Во кој момент ви стана јасно тоа дека е планирано? Кога видов дека има луѓе кои што се организатори, луѓе кои што на основа на стихијата ја зазимат својата позиција за да го извршат делото. Тогаш стана јасно. Оти на самиот почеток може да видите тоа што е објавено. Зоран Заев засукува ракавите и се брани. И одите да се тепате. И се брани животот. Океј. Иде маса која што мора да го заштити животот. И тоа и мојот, јас прв лидерот сум. Позади мене се моите колеги пратеници со партици и од другите политички партии што беа тука и тоа е многу човечки израз. Ми беше понудено излез заради тоа што потенцијалниот премиер. И во тој момент беа тука колегите сите каде што пристапи обезбедувањето собранијско и рече господин премиер, излезот е тој обезбеден е за вас и препорачувам да тргнуваме. И добро прашав, а колегите? Ама тоа е за вас, господин Заев. Фала ви, јас останувам тука. Нормално. И тоа немавте дилема во тој момент. Апсолутно не. Веројатно, заради тоа што во себе длабоко знаете дека се борите за вистински вредности, за нешто во што длабоко верувате. Помисливте на колегите, помислите ли на сопругата и децата? Не. Веројатно требало да помислам. Во тие 2 сати и 15 минути дојдоа секакви мисли. Ово го кажувам во суштина со детали дека ние буквално чекавме секоја секунда животи да паѓат таму. И родител сум на 2 деца,
не се полнолетни, малолетни се. И тие деца треба понатаму некој да го обезбеди животот, веројатно супругата. Ако остане сама, и така сум размислувал. Веројатно на сите низ главата. Ни помина се. Како еден филм, и од минатото, и од животот, и од тоа што оставаме, веројатно. Но, знаете како, останавме да пракосиме на тоа во што веруваме, мислам, заради тоа во што веруваме, останавме да пракосиме на целото зло кое што беше насочено. Па што биде, биде. Па што биде, биде. Тука сме, значи, ние знаете дека гледавме и на екраните дека се отвараат вратите, дека влегуваат луѓето. Но тука сме. Ние сме одлучни во тоа што го правиме, ние сме исправни во тоа што го правиме. Вредно е тоа за што се бориме. Имаше сознание, и ние новинарите имавме сознание дека се може да дојде до нереди при едно такво сценарио какво што беше кога е избран новиот спикер. Дека ќе има нереди, протести и така натаму. Дали имавте сознание како мандатар до кој степен ќе ескалира тоа? Дека ќе влезе тој народ во собрание и дека ќе тргне по вас? Не дека и таа опција не била зборувана, кога сме зборувале се што може да се случи, кога ќе падне одлуката, ќе падне и може да се случи, но искрено ниту јас, ниту колегите верувавме дека некој ќе си дозволи однатре да ги отвори вратите. Верувавме дека ќе биде собранието буквално до пред вратите со масата. Ќе се чука по вратите, ќе се прават обиди се. Заради тоа што ние бевме во позиција практично во тој момент, некој може ќе подотвори некоја вратичка да влезат, може внатрешното обезбедување, не знаеме кои луѓе претходно пуштиле внатре, па тука може да стане тензична работа. Апсолутно не претпоставувавме ваква работа, оти ако сме претпоставувале во намера, за утре ќе го одложиме, за задутре ќе го одложиме, мислам, сме рационални личности, не сме буквално камикази или било што. Ние верувавме во исправноста на тоа што го зборувавме и за тоа што го правевме, заради тоа што актот на изборот на претседателот е деловнички комплетно исправен, во собранијската сала на пленумот се случува и апсолутно е дозволиво. После 32 дена изживување и блокирање на сите процеси во државата. И го направивме содавајќи шанса, ајде, нека е. Ве молиме, луѓе, нека заврши. Тоа така поминуваат деновите. Во тие 32 дена дебата се донесе одлуката и тогаш знаевме дека се е можно, но на крајот не очекувавме дека некој толку во организирана форма тоа ќе го осмисли, од надвор ќе го координира, како тоа внатре ќе го отворат, за да може да се случи буквално ликвидација, отстранување на живот, се со цел да успее таа чиста Македонија тогаш тоа беше. Вие од изборот на новиот спикер одите во пресалата и во еден момент предпоставувам, слушате дека маса на народ влегува во собранието. Во кој момент свативте дека полицијата нема да ве заштити? Прво. Па кога помина веќе 15-20 минути и веќе Вие се обративте некому за помош? Телефоните вртевме на сите страни, мислам, Оливер вртеше на министерот Агим Нухио, вртеше на началници, командери, да не им спомнувам имињата, има телефони, беше претходно технички министер. Тие беа истите луѓе таму. И со сите детали, да не навлегувам, ги има веќе во истрагата и тоа ќе се отвори. Секаде буквално апла стана јасно дека има координирана наредба да не се презема ништо. 2 часа и 15 минути. Помислите да му се јавите на Груевски? Не. Ни во еден момент? Не, ниту во еден момент. А зошто не? Заради тоа што Ми стана ли јасно дека знае што се случува? Ми стана јасно дека такви, јас сум исто така претседател на голема политичка партија како што Груевски беше тогаш таму. Вакви работи не се случуваат стихијно. Вакви работи спонтано не паѓаат. Вакви работи не се случуваат без знаењето на лидерите. Значи, дури некој да го прави тоа паралелно, лидерот вака или онака знае. Така да приказки за мали деца не поминувате. Ја за тоа тогаш обвинив. Дај Боже да грешам. Не сакам никој да организира злосторство и да има такво размислување. Тоа се докази и ќе се докажуваат тие работи. Но јас тргнувам од тоа што значи СДСМ во можност таква. Значи не може Заев да не знае ако СДСМ е учесник во протестите, СДСМ е мотиватор и вика немојте со попучите дома да седите, СДСМ е дека треба сега моментот држава да се заштити, да се дига тоа целото и на крајот тоа некој внатре, па баш пратениците, не било кој, ги отварат вратите. Токму тогаш баш он се погодува да биде надвор од државата, па гледам сега има и телефонски разговор пред почетокот на тоа да се случи со телефонски разговор, телефон собственост, односно број собственост на владата на Република Македонија. Со луѓето,
Јас имам веќе и дополнителни информации, оперативни планови, како се правеле, што се правеле, но во секој случај никој не sme да си дозволи ниту да помисли дека може една политичка партија тајно, полутајно или било како да организира вакви активности. Ова е недозволиво никаде во светот. Би може ли да разговарате со Муковски, оние колеги пратеници кои отворија вратото? Кога ќе ги сретнете, какви чувства? Јас немам проблем, јас веќе ги сретнав тие луѓе. Ние на изборот на владата бевме во парламентот. Се Јас пристапив да се поздравам. Оти ако не се поздрави, станува мачно тоа. Ние треба да одиме таму. Владата, местото и меѓу другото и во парламентот. Се гледа со тие луѓе. На излегувањето од вратата према кафе барот во собранието беа тука. Јас пристапив и одов. Здраво живо, како сте, добри ли сте? И така, се поздравувате едноставно. Зошто да оставите пас? Животот мора да продолжи, да функционира. Ниту јас сакам некој да судам, ниту некој очекува јас да го судам. Остај таа работа. Мислам, секој да се извршува задачата, оти на крајот па и на мене, ако ми е премногу травматично или тешко или болно, можам си да дам оставка и да заменам да дојде друг човек. Или одлучуваш дека го ставаш, нека институциите го терат и го тераш процесот за кој што си добил задачи и обврска од своите сограѓани. Вратам повторно на самиот настан. Дали, кога ви рекоа дека Села е мртов, кога добивте таа информација, како што велите самите поверувавте, мислевте дека е мртов, дали ја имавте информацијата, дали помислите што сега ќе се случи понатаму? Имаш информации дека граѓани албанци тргаат кон собранието, дека други граѓани исто така... Да, тоа е важен... Што се случуваше во тоа? Важен момент, заради тоа што нашите телефони беа со нас. И како звонат, овде во Небрано, комплетно чекајќи животи да паднете, барате, дури телефонот кој ви звони, барате спаз во тоа. И се дигат телефоните, јас сега ги гледам. Дамја Манчевски, Оливер Спасовски буквално како комуницират и му звонат на Миле Зечевиќ, тој е организационен секретар во партијата. Те му врти по штабот, посебно во Чаир. Имавме таму во Чаир штаб на албанци и на македонци заедно. И тие тргнаа да не спасуваат нас, да влегуваат во собранието. Но се јавија и другите штабови од аеродром, од Гази Баба, од Ѓорче Петров, од центарот Карпош. И првата задача беше сите со наредба од Заев во централниот штаб во партијата. Да одат. Да одат во централниот штаб, никој да не видиме во собранието. И тука, иако бевме баш во актуелноста на ударите, на паѓање на животите, едно знаевме. Ова може да стане граѓанска војна. Ако треба да паѓаат животи, нека паѓаат на тука, немојте кај граѓаните. Оти ќе судират, после нема крај. Тоа ќе биде братоубиствена војна. Веројатно, задачата падна, штабот во партијата беше веќе формиран, заради тоа што имаме оперативни штабови, се знае за брз повик, за повик во среден рок и за повик во долгорочен рок. И штабовите беа формирани, се вртеа телефоните и буквално сите наши луѓе, освен тие што не може да ги сопреш, не знам, братучет ми трајче беше кај колата моја која кршеле. Тука е бил, не можеш да он не е партиски активист. Дел од семејството и на мој и на другите биле тука, блиску до толпата од страна, тајно, не знам како. Кај собранието? Кај собранието, колата таму кај што е кршеа. Го снимал тоа директно со неговиот телефон, како се крши колата, буквално. Но штабот ги насочуваше сите тие наши луѓе со партици или подржувачи генерално да одат во централниот штаб на Бихрачка. Зошто? За да не се случи сударот помеѓу граѓани. Точно ли дека имало група наоружани граѓани албанци кои тргнале како реакција на информацијата дека Села е можеби мртов? Ние слушнавме дека има таква група, слушнавме дека активисти подржувачи на ДУИ тргнуваат, но и на СДСМ, веројатно и на Села. Не знам дали се тоа полицајци кои што биле дома па имаат оружје, дали некои други што имале оружје или било кој. И од тука тргна загриженоста да не се случи граѓанска војна, братоубиствена војна, буквално. И од нашата мотивација да и во таков момент преземеме организациона оперативна активност беше токму таа. Значи, што и да се случи, нека е тука, во собранието. Да не биде помеѓу граѓаните. Тоа готово, нема држава, после нема нација, нема ништо. Се објави информација во јавноста дека се спрема военна состојба, па дури многумина наши сограѓани која се најави през конференцијата и обраќањето на председателот Иванов очекува воведување на војна состојба. Имаше, знаете, неофицијални информации околу тоа дека се подготвува некаков штаб во Јасен, во резерватот. Колку се точни тие информации дека таква подготовка се правеше?
Не можам до крај да потврдам, јас ги немам до крај доказите дека постоело, иако постојат доволно инсинуации дека и таа опција била разгледувана. Зошто велам инсинуации? Па прво на ниво на МВР и неколку други државни институции бил формиран штаб против СДСМ, БЕСА во тоа време, граѓанските организации и други, дека тоа е терористичко загрозување, односно заговарање за уништување на Македонија, за окупација на Македонија и почнаа така активностите против партиите, граѓанските организации и сите овие работи. И медиуми имаше. И медиуми имаше, така беше, да, баш се спомнуваа медиумите таму. И дека тоа е структура која што ја загрозува Република Македонија. И сега ако гледате тоа, други информации ви стигат, јас сум шеф на опозицијата во тој период, и стигат поприлично информации до сите шефови на опозиција, знаејќи го тоа, апсолутно велам, има доволно инсинуации дека и таа опција веројатно била разгледувана во тој период, но не можам да потврдам таква работа заради тоа што немам до крај докази.